треба да знаеш, да предвидиш дали некоја песна во тој тоналитет во одредено време, на пример кога треба да пееш песна на гала вечер, може да ја утнеш тотално заради интонацијата. А исто така, нешто што заприметив дека уствари многу голема грешка се прави, со бендот многу често некои песни се тотално утки во темпото. Значи ќе почне една темпо, скроз друго се завршува. И сега на пример, кога се деси, кога се деси такво нешто, на пример одредена песна, таа е одредена да биде во тоа темпо. Значи може нешто плюс надоле, плюс нагоре, ама не нешто too much, затоа што конкретно ке Валери има песна која што ако не земе воздух на право место, тогаш нема да може да издржи фразата и ред друго. Ако е побрза песната, она и да земе воздух, дури и да земе на право место, нема да стигне песната. Значи, некогаш треба да знаете вие самите да го носите бендот, пошто вие сте главните. Или да се свртиш дискретно, да му кажеш на тапанарот, или нешто. Или, кога веќе ги правите пробите, така, со бендот, зашто не направите нешто да звучи поинтересно? Ама знаеш зашто не им кажете на бендот, сакам оваа песна да има градација. Сакам да почнам со гитара, сакам да почнам со клавир, сакам да почнам со виолина, сакам да почнам со што сакаш. И после сакам на рефренот тука да ми биде да влезете сите. Сакам таков кавер да направиме. Тоа е дозволиво. Една проба. Ама види, ти имаш простор у 3 минути, у 2 минути да им кажеш што сакаш. Они може да ти испочитуваат сигурно. Да, ама не, знаеш што? Само треба да знаете да имате пристап до нив. Мора да ти кажам. Ајде. Ние кога бираме песни и ако треба да се спушти некоја песна, пример сега Сило Грин ја ја одбрав Forget You. И сега на дојдете вамо, не мора да биде сконцентрирани сите вамо. Но и на таа песна мене Це е оригинално, ми е високо, зашто има делови каде што стварно не може да ги отпеам, он пее човекот сега многу повисоко. И ја спуштаме за пола степе и бендот не сака да транспонира со пола степе. Ама тогаш, види, се губи, јас тоа многу добро го разбирам, ама проблемот е што ја не можам да отпеам. Ајде да се мачам, не може. Да одбереш друга песна. И ти одбереш и друга песна, ама не е тоа што ти сакаш да го пееш, ме разбираш? Значи никогаш има моменти кога е малце, рецимо ако е емол. Има незгодни знам за свирење. И мене ми е исто. Емол и тука е малце потежок за свирење. За музичарите, поготово басот, знаеш, сега, например, на чисти полиња како Да, и мене на гитара ми е исто. Знам. Значи го разбираш тој момент. Знам. Разбирливо. Една нешто не ми е разбирливо. Дечки, вие добивте самодоверба, ама да не биде лажна само таа самодоверба. Немојте да стварате непријатели, значи пред некој ден зборите за секого се и се што, во ред, треба да се има муда за такво нешто и одговорност. Ма добро, ние не сакавме да навредиме никој, само... Не, ја не кажам дека вие навредите некого, значи, пази, ти од кај знаеш дека некого не си го навредил? Дали си го повредил, дали се навредил тоа што си го кажал, иако ти не си имал такво мислење. А утре ќе си створиш непријател, кога ќе треба да отидеш негде, значи како што кажав и преска, свет тече, свет се менува, сите луѓе денеска сум ја овде, така, може јас сум денеска продуцентот, утре може да бидам гола вода. Може да биде све, може да ме нема. Може све да се деси со сите луѓе. Значи, затоа треба да се почитуваат сите луѓе од малото големо. Значи, да се почитуваат подеднакво, како се одбиваат, како се со тебе, каков однос ти даваат, таков ќе им браќаш. Нормално, сега, ова што беше сега со жири комисијата и слично. Значи, тука е Боки Тринадеска, Лила, Весна, беше Димитар и беше Есма Реджепова, така? И сега, да бидеме реални, и Есма, ни сите таму не можат веднаш да ве чујат вас и одма да проценат кои се вашите мани, кој е вашиот карактер на вокал, што треба вие да пеете и слично. Ја не се нафатувам, не се нафаќам да ви го направам тоа, да ви кажам ти оваа песна така. Да, можеме да пробаме, да видиме.
Затоа што секој вокал е различен. Ја овие неколку денови колку што трае шоуто, ја цело време ви ги студирам вокалите, ги проучувам, чекај да видам што е са, оде кој може ова да го отпее, кои ви се маните, кои ви се доблестите и слично, кај може да сгрешите. Ке него, например, уште на почетокот се гледаа некои мани, сега ги нема. Сега не можеш ни да помислиш дека некогаш имал мани. Дури пак он веќе сега да се погледне и да се врати назад, да рече, чекај, кој беше Стефан пред да влезе овде? Тоа треба сите да си го направите, кој бевте вие пред да влезете овде. Значи, имате некаков бенефит од самото шоу. Од сите луѓе што ги запознавте, тоа не се купува со пари, в принцип. Ти не можеш да сретнеш Весна вака регулар и да седнеш да имаш мигови со неа моменти, а не да почнеш да збориш, да кажеш. Значи, сите луѓе се трудат да ви помогнат и да ви кажат оно што они мислат дека се во права. Знаеш, мислам, ја може многу пати да сгрешам и да ви кажам нешто што може тотално да ве однесе во друг правец. Има моменти кога да, морам да бидам искрен, кога жирито и одредени луѓе ви даваат некои совети и нешто кое што сакате да го направите, од чиста желба во моментот дека сакаат дали да биде нешто, да кажам дека јас сум паметен, нешто слично, али во моментот ве носат тотално на нешто што може скроз да сгрешите и да отиде онака да биде фатално. Не свегаш, као сега да ти дарам тебе нешто да пееш и да те облечам и не знам ти кажам некој совет што треба да го правиш, скроз тоа не си ти. И кога не си ти, не може да биде да има успех тоа. Што ми падна в тебе сите? Што паѓате некако? Веќе не паѓате од депресија, тоа ми е многу слушано. Веќе имате само доверба, само не знам до кога ќе ве држи тоа. Не знам до кога ќе ве држи тоа. Сакам после шоуто кога ќе заврши да направите нешто, да ве гледам, да ве слушам, да слушам за вас дека нешто правите. Колку си имал, ајде глупо е сега за цени да правиме овој, али која била твојата цена кога ти се наставил? Не, од 1000 до 3000 тоа. Добро. Кога си земал 3000? Биди исто. У Паланка. Секојаш таму кога пев, толку беше по 3000. Добро. Зошто? Зошто 1000, зошто 3000? Па до Скопје, тоа не, у принцип ја идев на свирки многу повеќе да се издувам него ли за пари. Па вчера го зборев, тоа стварно не ми беше толку. Барем тој период кога немав ништо што да правам со музика, беше многу побитно да се издувам, ја лично него ли за парите. Да, ама, знаеш што, сега мора сите вие да се почитувате едни со други. Значи, веќе ти нема да отидеш да настапуваш за смешни пари, затоа што им ја рушиш цената на другите, колегите, јасно е и тоа. на сите, и на самиот себе си. Да. Ти мислиш дека не може да се продадеш и сега ајде пошто зашто дайте ми 1000 Не. Ако веќе си сакал да се издуваш, како што кажат, тогаш иди издувај се, не баре пари. Па реално да ми даде некој 1000 денари, како ти кажам, не би ги Добро, земал. не било тоа сега толку, не знам, страшно. Али тоа е најстрашниот момент. Тоа е најстрашниот момент. Че ти сега може да стигнеш, Стефан, да ги навежбаш на джињата да ти бидат као на Брусли. Можеш да научиш многу работи и со пеење и со све и да си купуваш гардероба, да си го направиш твојот стил, сензибилитет, да си изградиш со песни, со спотови и такви ствари. Ама ќе доеш моментот кога ќе треба да си ја кажеш цената. Тука е најголемата школа. Каде што ќе треба да ја кажеш твојата цена, да стигнеш до таа цена, да ја оправдаш таа цена и да ја земеш. Да. И не само на едно место, и на друго место. Така. За тоа треба време и муда. Да издржиш. Значи да се цениш себе си. Да си ја цениш цената. Ти, Михо? За која цена сум одела? Да. Тука Много се знам дека е смешно, дека Не, не се ми смешни. Смешни се сумите во Македонија, али се смешни заради типовите како Стефан. Јас од Са ја крушам цени. Не, Стефан, окей.
гледај како тебе има уште милион такви пејачи. Мароки, значи сите што ги знам, искам да ти И кажам. затоа кафичите, рестораните, клубовите, Јасно. дискотеките, Се тие дозволува. газите, кога дојде сега, кој е ова, некој нова дете Стефан, ај колку да помине вечерта и така си Не знаеш што ти викаат, па кој си ти бе да взимаш? Александра, за тие парите го викам Стефан за поест. Сега. Да, ама не знаеш моето. А за него и Стефан и Александра е Ист. све исто. Да, да. А знаеш како ти викаат, па кој си ти бе да взима? Знаеш, Скопје ти кажам, Скопје, не зборам за другите градови стварно ценат многу повеќе, искрено ти кажам. Али за Скопје ти викаат, па, чекај бе, кој си ти да взима? Знаеш кога ќе им кажеш 2000-арки, ако сме двајца, на пример 4, кој си бе ти 4000-арки, знаеш што е тоа како? What the fuck, она. Не ти му. Не, на такви, значи, ја, кој си ти си да ме разбереш, не комуницирам Не, понатаму. ја пример не сум Али- да падам испод 2, мада и 2 е смешно, стварно е смешно. Пошто стварно е малтретиране, знаеш, тие што сме иделе по свирки знаеме колку е тоа мачно. Уопште не е едноставно. Не збориме за мачно. Значи, Да. преска прават мова дека ако нешто го сакаш, така. Да, не, да. Ама знаеш патишта, па, пример сега ја од Кавадар си сум патувала до Крива Паланка 3 по 3 сати, натака наваму пак 3 сати, знаеш. Крива паланка најдобре, кажи. Али види, пак доаѓаме до еден момент, што и да побараш и 2000 денари, ти треба да ги оправиш. Оправо. Да. Марија и Валери подитно да почнете да разговарате и да дадете своje мислење. Мора да разговарате, мора да се изборите, не може да бидете тивки цело време. Ти имаш настав? Ти настапувала некојаш? Си имала? Да. 1500. Така, таа е цената. Колку би биле вие задоволни, среќни да, например, земете одредена сума? Која би била таа сума? Зависи на колку свирки ги имаш во месец. Не, збориме за една свирка. Збориме за една свирка која што би траела од 1,5 сат, од 2, максимум. Искрено, после шоуво, ја не би да падам испод 50 евра, мада и тоа ми е некако малку. После се ова што тука, или? Проживеавме, доживеавме. А, може да се вмешам, извини. Не бе, абе, дечки разговараме. Да, Да, јас морам нешто да кажам. Јас Не, морам мора да да го кажам разговарате ова. најотворено, Јас, пошто ја така правам. Ако си го ценам својот труд и ако работам стварно сериозно, значи дома, ја ако седам, ако не идам на некое друго место да работам, ако стварно дома работам музика, значи да стварно да пеам, да бидам подобар во свирење гитара, музика да слушам, да учам песни нови. Че што учиме сите- компјутер, че играме. Ама ако ги правам сите тие работи, тогаш тоа мене ми е работа. И не можам јас за тоа што се трудам, освен да си го фрлам во вода. Браво, Алмир. Ако е ова што го кажа и го правиш и го применуваш, тогаш ти си баш за оваа работа. Ама така е. Само знаеш што, да не ми испадне мене тезата кога ќе си отидете од тука па пак по старо, како што си бевте сите. Па тоа е најголемиот страв на Да сите. не биде онака пак дома, Ето. чучи кучи, Тоа е и најголемиот што страв. требаше сега јас да правам. Тоа е Знаеш, што најголемиот ме- страв. што мислам дека некне после тој го гледавме она документарецот за Тоше. И после тој документарецот што го изгледав онака, сеќам дека ја на 26 години, искрено ништо не сум постигнала. Искрено, значи ништо не сум постигнала. А Тоше на 26 години на моја возраст беше популарен на цел Балкан. Правеше концерти, полнеше сали и тоа толку онака ме На здравје. на Чиста еден, вистина. на еден момент ме депримира. Значи, и сваќам дека јас стварно немам, значи стварно го немаме целото време на светот, дај да не се лажем, нели? Немаш време, знаеш, времето Така. лета, 2 месеци летна како 5 дена. И стварно немаме време, луѓе, 26 години, Алмир има 29 години. На крајот на криштата и они, пример, имаат звезди на, пример, Ковалери на 19, на 20 години, ко Марио, што имаат кариера позади себе. Али има еден друг фактор. Ти да имаш 26 години и да бидеш со вокала како Тоше, не е само вокал. Сега свативме дека уствари вокал, дека Тоше уствари не беше само добар вокал. Одличен. Работа. Капацитет треба да имаш. За да можеш да издржиш во оваа џунгла наречена шоу бизнис. Осетивте позитивна, негативна вибрација, луѓе. Јас многу И пати слично? кажав дека после све ова што доживав, и ако нешто
некакво искуство претходно, малце нешто сум имал. Ако е ова шоу бизнес, ја многу пати кажам, ја неќам да се бавам без ова. Тоа е тоа. Зашто? За оваа џунгла можеш да бидеш Тарзан. Да. И ама ако навистина го сакаш тоа, ако стварно со љубов го правиш, ќе се избориш. Не, јас сакам, ама ми треба поддршка, не знаеш што ми, јас Па сакам. тоа е али на сите не ни знам треба. како, ме разбираш, тука Сите ни моментално. треба. Па сите сме заради Како тоа би идеално. тука. А јас сум да Затоа што не знаеме Може како. 24 сати работам, нека работам 24 сати, без проблем за работа нема проблем, ама како? Сам што би работел? Ја за музика 24 сати ќе одам, разбираш, не ме и 100 ако треба ќе работам без престан. Знам нека можам да издржам за работа. Али како да стигнам до тоа да работам малото? Разбираш? Па тоа е, затоа сме тука. Тука е прашањето, до 60 дена не може никој да се го одговори. Зашто Што не- после? Не, факт е Тоа дека не знаеме прашањето. што не чека надвор, тоа е прво. Значи не знаеме што не чека надвор, зашто сме 60 дена затворени тука и надвор Мене ми е многу криво. не знаеме што Ја не можам реакција да ќе си има. простам, извини Стефан, Може, ја не може. можам да си простам што јас се освестив у последниве 2 недели. Да. Ја после 30 дена почнав ја да бев разбирам. ваква уште на светите под да. последни вен. Ние да бевме сите вакви на почетокот, уште првата недела, па ние овде имаш да се испотепаме кој бе да победи. Значи реално. Да. А ние бевме сите онака. Тепавме кој да Никој не знаеше што прави, каде Е, ти многу ме зошто. се нароѓи кога ми рече дека најмалку напредуваш. И од тогаш таа вечер кога или правевме после тоа мова. И од тогаш една вечер депресија и после. Ти треба да си ја затвориш книгата или ја зошто или ја затоа. За да Да. почнат да се раѓаат одредени идеи. Значи, не може све да е илјада зошто или ја затоа и све да има одреден одговор. Значи, во моментот треба да знаеш, не знам, да првим да се приспиташ себе си, како се чувствуваш и што сакаш ти сега на твоите фанови да им подариш, да им направиш нешто, да бидеш прв во нешто што, например, сите пејачи во Македонија не го направиле. Не направиле таква песна, не направиле таков спот, не кажале таков збор, не направиле ова, не направиле тоа. Сега карикирам, значи, можеш ти и сам да си правиш, не знам, жути штампи. Нешто. Направи нешто со што ќе бидеш препознатлив и ќе се отрнеш од таа толпа. Сега вака, да ве припреме на друга работа. Ќе излезете од тука, тоа што треба да го очекувате дека ќе ви се јават новинари, така, телевизии, гостување на радија и слично. Треба да знаете што таму. Една вечер, легни си и види се Марија како валеш у Антена, Метрополис, Сити, Скај, Фортуна, Бумара, сите радија што ќе те покана телевизии и слично, што треба ти за да отидеш таму, што треба да збориш. Кога еднаш ќе го осетиш тоа, после нема да застанеш. Кога ќе осетиш еднаш ка сцената, публиката, таа енергија, тука веќе нема да застанеш. Цело време треба да идеш напред. Затоа земав лист хартија. Дечки, кога излезете од шоуто, тоа сега со телевизии и радија медиуми, тоа е сосема друга работа. Али, за да ве има, за да отидете до телевизија, радио и слично, мора да имате причина, мора да имате CD во рака, спот или нешто слично, така? Знаете ли вие колку кошта една песна, колку кошта еден спот, колку кошта една промоција, колку кошта многу работи? Не. Ајде да разговараме, Да. ова днес не да биде табу Па теми, не мора да сум, има не знам Прилика точно, знам ама ја. сигурно не е малку. Од 1000, 1500 до 2000 евра. Зависи. Дечки, јас сум продавал све што сум може, кола сум продавал, сум идел пешки за да купам опрема, за да стигнам до ова. Значи нешто сум ризикувал, сум позајмал. Ја денеска должам пари за опрема, затоа што сум фрик. Затоа што сум будала. Затоа што сакам да бидам прв во ова. Затоа што сакам да бидам, да го имам најдоброто. Може би не го имам најдоброто на цел свет, али тоа што мене ми треба го правам. И сега ако си викам, абе супер си Роберт, одличен си, бе, што не ти треба тебе, може и ова сајзерче супер. Не е така. Не знам дали ми го сваќате муавето, што Да, да да, зборам, да, знаеш, да, ама се да. делови као да оговарам се луѓе, Не, Не, окей. али кажам само конкретни примери. Дека треба да пред се да веруваш во себе, извини што да гледам тебе, на пример, сите ги гледам. Да верувате во себе и да газиш. Дефинитивно. Знаеш, кога да има некоја река, која што е, рецимо, ајде са 2 метра, не знам дали ќе... Али да речеме дека е 2 метри, раздалечена. Ама ти се гледаш таму.
Ти ќе направиш се Не стигнеш. за да прескочиш река. Ајде се да разговараме конструктивно. Цело време прашам, што после шоуто, што после шоуто, што после шоуто, а он ми вика работа, работа, работа и работа. Да, значи, ако збориме за работа, што треба да направите? За да имаш ти репертуар од саат и пол, два, тоа се песни, бе, бата. Да. Тоа се многу песни. И тоа се добри песни, успешни песни и сите треба да ги направиш да звучат подедакво адреналински и цело време да треба, значи треба да знаеш, да осетиш публиката. Са оваа публика што сака тука? Сака брзо, сака бавно, сака што сака? Која и треба да имаш исто така распоред на песни. Кој е најбитен? Значи имаш 15 песни. Која е прва? Како ќе почнеш? Можеш да имаш имагинација како тоа ќе биде таму, што ќе сакаат, како да ја почнам, како да завршам, паш. И не е само пењето. Кога ќе заврши песната, мораш да знаеш што да им збориш, да ги насмееш, да ги посочиш на другата песна, ајде сега нешто побавно, нешто поспоро, ама да не бидат клише муабети. Така? Значи, цело време треба да бидеш присутен таму кај што си, со микрофонот. Само може би ја многу претеран со ама, мислам дека така реагираат професионалците и така размислуваат. Значи треба да направиш репертоар со која песна ќе почнеш, со која ќе завршиш, како да ги држиш луѓето, па нека треба да знаеш и виц да им кажеш. Ама ако се осмелиш да им кажеш виц, Да, река правилно. има да го кажеш до крај, а не како беше. Не го почиње. Не го. Никад. И една друга работа што сум ја осетил. Кога си на сцена. Тоа исто кога да јаваш коњ. Ќе офатиш за узди и ќе му покажеш кој е овде газда, бе? Јас те носам лево, јас те носам десно. Ти ќе убрзаш, ќе успориш, јас те движам тебе. Исто и публиката. Кога ќе застанеш пред публиката, не смеат да осетат дека тебе нешто ти се случило, ти се случува, дека си несигурен, дека не ти бил денот, дека... Нема, тука си расположен и ако треба да пиеш и ќе пиеш. Значи, секојаш треба да бидеш како што е публиката, мораш да бидеш со нив. Не можеш да бидеш над нив или под нив. Заедно со нив, сплотен со нив, што сакаат. Има некои прашања нешто, пошто мене 300 работи ми доаѓаат и не знам од каде да почнам, може и нешто не ви е јасно што ви зборам, а? Мене се ми е Не се ми е, да. Не, ова е се јасно, што го зборуваш. Меѓутоа, пак не знаеме ние како сега до тоа. И како да се цениш ти. Сега, пример, не смееш да се прецениш, па. Да кажат, Да. па некој... Значи, пример сега, ќе кажам, може некој воопшто нема свирка, пример, ќе кажам, Елена, Тамара и така натаму, некои што се веќе Да, на сцена и долго така време е, и може до би негде. немаат свирки, ама сега, например, ако се јавиле и Елена кажала, не знам, 1000 евра и ти 1000 евра. Чекај ме малце, кај е Елена, ти кај си? Значи не може така да се Знаеш преценуваме. И тоа треба да знаеме Затоа да преска го ја правиме. прашав никога колку би било тоа. Значи она се вика дека ќе ритне на 1000 плюс, тоа се 30, тоест 50 евра, така. Тоа се 3000 денари. Со 3000 денари ти би требало да имаш колку настапи? 10 настапи за да стигнеш до одредена сума за да направиш песна, за да направиш Да. спот и уствари ти Јас знам дека и тоа е малце. тоа е премалце, значи ти исто време Знам дека треба е и да малку. живееш и да плаќаш сметки и све. Рачунај да имаш 2 свирки во неделата, највеќе. Може Тоа ти да е ги една кажеш. до 2. Пример. Значи вие сега Секогаш треба да минимум. направите се за да се крене свеста кај народот, за да се вратат настапите, Ајде, да се што вратат мислиш ти, свирките. пример, кога ќе отидам некаде у кафич, не само за мене ова за сите важи, која би била нормална цена што би можеле да ми ја кажеме? Ние како 150. зборам од човек сега. Па нормална сума за мене би било 18.000 денари, 300 евра. 300 евра, каде што вие нема да бидете нормално сами, би го збогателе тоа, значи мора да се вложи во музиката, да имате уште некој Така, со музичар плюс Еве, ја пример нешто. ние сме двајца, ја е гитарист.
Па добро, вие... Стај сакс нешто. Извини, морам да те Нема прекинам. време. Амел Чурич, го знаеш? Да. Дечкото свири нон-стоп. И има двајаги свирки, и има цел бенд со него. Мене кога ми кажа он колку иде на свирка, мене ми беше чудно. Ја го прашував, ти распрашував за вакви работи, ја вика треба да знаеш вика да се продадеш, вика да направиш моби. Вика ја на бендот им кажувам, дечки, вечер имате по 50 евра. А колку договарам јас, тоа е вика моја работа и си договарам, например, он стандардно иде 800 евра вечер. Добро, е победник на X Factor и Ама пред тоа, пред да победи. победи тој. Пред да победи, значи. Пред новен да Пред да победи 800 евра. Па И новен, вика, да, јас им новен. давам, вика, и зависно, може би некогаш, вика, и јас, вика, сум останал без пари, ама Ама сум добро, го кај исплатил на бендот. настапи? Босна Босна. и Србија. Бориме Они за на Македонија, во обидно. Не, Македонија. сакам да кажам, Овие неколку години е очена ситуацијата. бе. да, ама Колку сакам се да кажам, настапи. он како... Срби доаѓаат како... тука и зимаат пари. Е, тоа... Значи, Е, тоа е малку... Тоа ние казвам, го што- дозволува. Па ние го Ако дозволуваме. вие се си отидете да они мигрирате буквално, никој ништо не се Не труди прави да тоа. прави, нормално дека треба они да прават настапи, пошто они работат. бе. Значи Да. они имаат цела машинерија кој ќе дојде тука за да има настап. А ти одиш таму немаш ни микрофон. Препоставувам. Така? Значи, ја, Да. не, кај нас у Кладарци летото во таа дискотека дојде Сашо Ковачевиќ. Дечкото окей, пример, си работи тоа се окей. Али он има само 5 песни, само 5 песни има. И он ја наполни дискотекава, значи доаѓа мајки со деца у дискотекава, навечер во 3 сати. Не има екстра хитови, онака. Само со 5 песни. И тие 5 песни он ги пееше 2 сати. И само ќе ги врти одново, па одново. Ние со Врчак имавме една песна хит, па пет пати ја пеевме песна. Значи, потребно е само еден хит. Да. Пошто, в принцип, не те викаат тебе, затоа што ти, не знам Имаш како песни. изгледаш и пееш и имаш песни. Ако те викаат затоа што ти си направил нешто. Сакат да те видат, да се сликаат со тебе. Тоа им е доволно. Значи, тоа, затоа не треба да се пее поише од саат и по два. Затоа што веќе нема нонсенс, веќе ти не си пејачка кој што треба да се појави кратко и сладко, него као тезгарка некој, ајде сега направиме се пауза, после кога ќе се отиде публиката маца, тука ја со 10 другари ќе седиме и ти ќе пееш. Не. Такво нешто никако. Затоа мора да се цените директно, одма треба да знаете како да кажете што сакате, што не сакате. Што треба, што не треба, што сакам. Рецимо, дечки, ја пеам толку и толку песни, толку и толку време, ако сакате нормално, ја можам да отпеам и плюс за вас, уште 15-20 минути, пола сат. А мене знаеш ми е што ме- толку репертоарот и толку сум платена. И толку Мене, пример, сакам ми е да... тешко, еве сега Да. на тие места кај што сум пеела, пример, 2 години поред. И сега, пример, сум пеела 150 евра за двајци, сега отидам и им кажам 300 евра ми е цената мене. Како они би реагирале на таа промена? Ти си Први можеш да изложила работиш, се, можеш да се. работиш на тоа да се градиш, да се градиш, да се градиш, да се градиш до таа цена. Значи тоа мора да има основа зошто? Зашто да биде засновано на факти. Значи да имаш песна, да имаш спот, да имаш успех, за да можеш ти Тарзан да изиграваш, да се удираш у града и викаш јас сакам 300 евра. Значи ти цели да стигнеш до 2000, до 10, до 50.000